почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше со Бога. Се преку него стана и без него ништо не стана од она што постана. Во него беше животот и животот им беше светлина на луѓето. Светлината свети во темнината и темнината не опфати. Амин. Амин. Повелете, седнете. Еден професор по теологија во Осек која студиравме, имаше една интересна работа, вика, јас знам точно кога е создаден светот. Знаете, има многу теории. Млада земја, стара земја, има креационизам, еволуција, сите пресметуваат колку би бил стар светот и така натаму. Во библиска конотација веднаш влегуваме во тие генеалогии кои ги пишат тој се родил, тој па има пресметки, некој тоа го направил. Верувате ми, има луѓе кои седнале, ги пресметале сите години што се така подред од Адам до Исус и навака. И некој пресметал колку тоа е и професор дека ја знам точно кога Господ го создал светот. И ние очекуваме неверојатен одговор, пошто нели паметен човек, вика Господ го создаде светот во почетокот. Толку. Сите пресметки џаве ги правиме. Историјата на целото создание се содржи во овие неколку реченици. Ако внимателно го слушате она што Јован го пишува, Јован е евреин и пишува репетитивно, често пати се повторува, тоа е начинот на кој евреите пишуваат. Јован тука одговара на многу филозофски прашања, онтолошките прашања, за прашањето за постоењето, за почетокот на нештата, до прашањата за причините за самото постоење, па и прашањата за состојбата во која се наоѓаме. Јован ги одговара сите тие прашања во овие воведни зборови, во тие 3-4 реченици. Јован ги одговара сите. Ако некојаш се прашаш каде се наоѓам јас во историјата, зошто светот е во ваква состојба, каква што е со мене, што е со светот, што понатаму, Јован го дава одговорот во овие неколку зборови. И тој почна со зборовите во почетокот. Овие зборови ги отсликуваат првите зборови во најпрвата книга во Библијата, Битие, или прва Мојсеева книга. Самиот почеток на нештата. Зборот во Битие не е спомнат како збор, или словото, како што овде е наречено, но веднаш може да се види неговата активност. Неуфатливиот, неопишливиот се открива преку зборот кој дава наредба, во првите тие неколку страници од Библијата, дава наредба, повикува и создава. Преку зборот Бог создаде се од ништо. Евангелието според Јован има една карактеристика која честопати сум ја кажувал, и многу теолози така го нарекуваат, го отсликуваат Евангелието според Јован. Велат вака, Евангелието според Јован е баричка или некој вир во кој дете може да се игра слободно, без страв, но во истиот вир може да се удави и слон. Што значи тоа? Кога некој се интересира за Бог, јас му го препорачувам Евангелието според Јован. Многу е јасно, многу едноставно напишано. Но колку повеќе растеш во верата, колку повеќе растеш во познавањето, сваќаш дека тоа Евангелие открива нова димензија и подлабока димензија, тоа е длабоко Евангелие. За читателот на библискиот текст, веднаш ќе воочи дека Јован во своите воведни зборови фрла светло на самиот почеток од Стариот Завет. Во почетокот, ен архе на грчки, или на еврејски берешит, во почетокот. Јован го надополнува старозаветниот текст со тоа што ни открива детали, нови детали за почетокот на нештата. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. И тоа е вистината, тоа е така. Но Јован ја надополнува сликата бидејќи тој е изложен на Божјата објава која ги надминува сите претходни објави. Бог едноставно дава една нова објава која ги надминува сите претходни објави. Објавата на која Јован е изложен е посилна од она која доживеал Мојсей во било кој контекст. Појасна од грмот што гори, но не согорува, таа објава е многу појака. Појака објава, Јован е изложен на појака објава од Мојсей и Црвеното море. Јован е изложен на појака објава
од гората Синај, каде што паѓа оганот Божи и облакот Божи, каде што се тресе целата планина. Јован е изложен на појака објава од она на Илија, кога е на Кармел и кога гром паѓа од небото и ја запалува жртвата. Јован е изложен на посилна објава. Јован со таа објава седел, јадел, зборувал. Јован зборувал со зборот, преку кого и заради кого се е создадено. Сега Јован изборува не за митови и приказни, не за легенди, туку за неговото лично искуство со зборот, кој создаде се од ништо. И Јован, почнувајќи го своето евангелие, пишува за почетокот дека на самиот почеток, пред создавањето на светот, Јован сега ни открива еден чекор поназад. Го имаме создавањето на светот, каде што Бог на почетокот создава свет, се, но пред почетокот имаме уште еден чекор каде што Јован ни открива зборот Божи, кој постоеше заедно со Бог, кој комплетно без разбирање на неговиот збор не може да го разбереме светот. Всушност Божиот збор е оној кој го објавил невидливиот и неофатливиот Бог. Всушност ние сега и овде можеме да разговараме за Бог, бидејќи Бог се објавил преку неговиот збор. Ние можеме да разговараме за Бог затоа што Бог преку својот збор се објавил. Кога само ќе прочитам за зборот кој стана тело и за кој збор нам ни пише во Библијата, кој нарекуваме Божи збор, не можам само да нагласам колку е важно да ја читаме Библијата секој ден и да бидеме изложени на Божиот збор секој ден. Не можам да нагласам колку е тоа важно. Колку е важен Божиот збор, да бидеме изложени на Божиот збор секој ден. Тоа е целата поента. Затоа што тоа влијае на нас, кои сме. Како јас и ти ќе дојдеме до Божјата објава за тоа кој Бог е и кој треба да бидам јас, доколку не читам од Божјиот збор кој ни пишува за најголемата Божја објава. Читањето на Библијата е многу повеќе од само некоја рутина или трансакција на некоја информација. Знаете, ние учењето и мудроста ги сведуваме на информација. Дознав нешто ново, сега сум помудар. Тоа не е мудрост. Google не е мудрост. Google е колекција на информации. Мудроста е како јас сите тие информации можам да ги искористам за да го живеам животот најдобро што може да се живее. Како да ја дознам вистината во сите тие информации кои постојат. Читањето на Божиот збор е фундаментот на кој јас го изградувам разбирањето за животот. Всушност Божиот збор е предуслов за вистината, бидејќи вистината не можам да ја спознам пред тоа да бидам изложен на Божјата објава. Божјата објава фрла светлина на вистината во која јас живеам. Ако сакам да ја спознам вистината, ако сакам да ја дознам вистината и да се спознам себе си, кој сум јас, зошто јас постојам, на каде јас треба да одам во животот. Божиот збор е предуслов за тоа само спознавање и општо спознавање на вистината. Само тогаш доаѓам до тој момент, што била работава, и до таа длабочина на тоа само спознавање. Но читањето на Божиот збор не е секогаш лесно, нели? И не е замислено да биде лесно. Читањето на Божиот збор е првиот, како да кажам, на фронтална линија на твојот духовен живот, на твојот духовен раст. Прво нешто што лета од распоредот, кога си зафатен, е читањето на Божиот збор. Имаш 20 секунди да се помолиш. Господи, идемо по распоредот низ денот и нема крај тоа. Нема крај. Се да седнам и да го читам Божиот збор, значи да одвојам време во тишина, да седнам на удобно место. Да бидам отворен за тоа што Господ има да ми го каже и да немам други мисли во главата, да не ми се преокупирани мислите со сите таскови кои морам денес да ги завршам. Морам да се ослободам од се и да примам од Господ. Дали ми се случило понекогаш читате и отеднаш сваќаш дека си помнел цел параграф, а појма нема што си прочитал. Сте го имале тоа? Јас колку пат. Тргнуваш,
читаш, Господ сака, и после, чекай, што читаме тука? Отишле мислите, кој знае каде. Читањето да се изложиш на Божиот збор не е лесна работа. Не е лесна работа. Верувам дека како и ние, Јован до крајот на својот живот се обидува да го разбере она што и самиот не го пишува. Но тој го пишува она што му е објавено и она што го искусил во тие 3 години заедно со Исус. Речиси до самиот крај, апостолите не разбирале кој всушност е Исус пред неговото раснување и воскресение. Со доаѓањето на светиот друга песна. Но додека биле со него, тие се мачеле да разберат кој е Исус. И тоа Јован во 14 глава од своето Евангелие, во 8 стих, тоа е последната вечер на Исус со апостолите. И замислете, тие се 3 години со него, ги гледаат сите тие чуда, ги слушаат сите тие проповеди кои не се ни запишани за нас да ги чуеме, колку Исус бил интересен, мудар, колку бил длабок во тоа што го објаснувал. И на крајот, вечерта пред да биде уопсен, ти му викаат на Исус, покажи ни го таткото. Со други зборови, Исусе, а кој ќе ни го откриеш ти Бог на нас да го видиме? Всушност овде Јован исто така става уште едно ехо на Мојсеевите зборови во Излез 33 глава, каде Мојсеј, како важен посредник помеѓу Бог и народот, се дрзнува да го праша Бог, покажи ми ја твојата слава. Сакам да те видам во твојата слава. Покажи ми се, Господи. Затоа што Бог во тој момент е скриен позади облак. На еден и сличен начин, учениците му викаат на Исус, ќе ни го покажеш ли Бог? Му викаат, покажи ни го Бог и доволно ни е. Сакаме да го видиме. Веројатно, очекуваат некаква сензација, очекуваат некое чудо, некоја небесна објава и визија. Воопшто несвесни дека најголемата Божја објава седи помеѓу нив. Поголема Божја објава од таа не постои. Зарем се уште, Исус им вели, зарем се уште не разбирате дека кој ме видел мене? Сушност, моментот кој ќе погледнеш во мене, ти го гледаш Бога. Моментот кој ќе погледнеш во мене, го гледаш Бога. Јас сум онаа Божја објава по која копнел Мојсеј. Јас сум оној по кој копнееле пророците. Дури пораката за мене и вечната тајна за мене е нешто во кое и ангелите копнеат и проникнуваат да разберат, сака да го видат, сака да видат пораката за мене. Јас сум исполнувањето на конечната надеж за целото создание. Гледајќи во мене, гледате во вечниот Бог кој бил на самиот почеток. Вечниот збор кој бил заедно со Бог и кој е Бог. Колку само и ние може да забегаме во една таква потрага. И тоа е големо искушение за секој еден од нас. Знаете, кога сме прегладнети духовно, имаме чувство дека треба нешто сензационално да доживееме за да се наполниме веднаш. И луѓе трчат по сензација на секаде. Слушнав таму нешто се случува, одам таму, пошто тој бил пророк Божи. Тој сега има не знам каква способност да не наполни сите, да не ги наполни батериите од 0 до 200 со една проповед. Јас не сум толку добар. Кај мене ќе мора секој ден да доаѓате, не сум толку добар пророк јас. Обично имаме такви чувства за сензација и не зборувам за моменти кога Господ навистина не среќава. Кога Господ не среќава, не зборувам за такви моменти. Зборувам за сензационализам, потрага по сензационализам. Нешто кое ќе ги дразне нашите чувства. Имајќи ја најголемата Божја објава пред очи, толку обично и разбирливо за нас, ние се впуштаме во некаков сензационализам и жедни сме за чуда и за манифестации, мислејќи дека тоа нас ќе ни помогне. Наместо да се фокусираме на вечноста и на вечниот Божји збор, кој сега се објавува на нас толку обично преку ова, еве го, не трансформира се секојдневно. Ние се фокусираме на моменталната потреба и од таа потреба ништо друго не гледаме во животот. Нашата потреба за сензации, шоу, се толку големи понекогаш, што од нив не можеме да го видиме вечниот Бог, кој толку обично се објавува и стои пред нас. Кога зборам од искуство. Понекогаш сум жеден да видам, сега да отидев на оваа конференција. Го имам тоа чувство. Толку ќе бев освежен.
толку ми беше поубаво. Толку ми треба тоа, да излезам надвор некако. Надвор да искусам. Знаете, кога некој бара знак од Господ Исус, знаете што им каже Исус? На тие што барате знак, на вас знак нема да ви се даде. Им се даде знак на тие што не бара. Опасна работа. Исус на таквото барање на апостолите вели: јас сум оној кој се сеќавам на самото создание, на моментот на самото создание. Јас стојам сега меѓу вас, но во мојата меморија има моментот пред светот и да постои. Се сеќавам на се. Се сеќавам од каде доаѓам. Се сеќавам на славата во која јас престојував. Се сеќавам на сето тоа мноштво кое мене ме славеше. Се сеќавам на апсолутно се. Се сеќавам и на вашите гревови. Се сеќавам на вашиот живот, на вашите одлуки, се сеќавам на апсолутно се. Јас ги знам сите тајни на созданието и сите причини и цели на целото создание. Погледнете во мене и ќе го видите вечниот Бог, кој сега седи со вас толку обично. Замислете колку обична била најголемата објава во историјата на човекот. А кој бил тој со кого седел Јован? Јован го нарекува Логос, зборот, словото. Логос во превод значи збор, или разум, или разбирање. Може да се преведе на неколку работи. Во филозофијата, ако читате грчка филозофија, Логос далеку пред Јован да го преточи во значење кој го имаме сега пред нас, а тој дека Исус е тој вечен збор, вечен Логос кој стана тело. Во грчката филозофија пред се Аристотел верувал дека Логос, концептот на Логос е особина која добиле само луѓето од сите созданија и целата зашто луѓето го имаат тој Логос, тој збор, можност да зборуваат и можност да размислуваат и да комуницираат и да растат во тоа разбирање, зборот или разумот, е дека преку зборовите и разумот, дека луѓето треба да дознаат што е добро, што е зло и да дојдат до заклучокот како најдобро да се живее животот, она што тој го дефинира како телос. Телос одговара на прашањето кој е животот вреден за живење, која е целта на човекот. Верувајте, и столот на кој седите има телос. Намената зашто столот, целта зашто столот постои, за ти да седиш на него. Тоа е телос на столот. Но што е телос за човекот? Тоа е вечното прашање кое филозофите го поставуваат. Која е целта на човекот? Зошто јас постојам? Тоа е телос, прашањето за телос. Целата грчка филозофија вели одговорот на тоа прашање се наоѓа во Логос. Логос, зборот и разумот, кој единствено им е даден на човечките битија. Логос во контекст на филозофијата, освен разумот, е концепт без кого созданието не може ни да постои, бидејќи логосот е оној кој го одржава созданието во ред и хармонија. Се што гледаме како функционира, годишните сезони, целата таа логична работа која гледаме околу нас, таа подреденост, таа прецизност на созданието. Грчките филозофи велат, тоа е заради логосот. Тој го одржува целото создание. Логосот е механизмот преку кој се одржува целото создание. Се што функционира соодветно на созданието во целост е резултат на Логос, чие дело и ние сме, бидејќи сме дел од созданието. Јован, кој живеел во Ефес во тој момент, при крајот на животот, кога го пишува Евангелието, и каде верувам се соочил со сите овие концепти, тој гледа дека според природата на тоа како е создаден човекот, Ефесијаните и всушност народите надвор до израелскиот народ, според општата Божја објава, дошле до некаква вистина. Знаете, Божјата благодат е општа Божја благодат. Божјата објава е општа Божја објава. Во самото создание, во звездите кои ќе ги погледнеме. Човекот се запрашува како може се до тоа да постои. Таа е една општа Божја објава, каде што Бог, дури и да нема некако конкретна објава, Бог ни кажува, јас сум овде, јас постојам, јас го создадов овој универзум. Ова нема смисла без мене. Во таа општа објава, Јован гледа дека луѓето дошле до дел од вистината, можеби не целосна вистина, но во таа општа благодат Божја, тие дошле до дел од вистината. Но не целосна. Бидејќи вистината за нештата, тоа гледа преку се
не во нашето размислување и заклучоци, и во моќта на нашиот разум, колку и да е моќен нашиот разум, колку и ние да сме способни, тој вистината ја гледа во Божјата објава преку која тој може да го разбере Бог, светот, себе си и суштината на се што постои. И он вели да, логосот одржува се, заради логос зборот е создадено се, преку зборот е создадено се. Но да ви кажам целата приказна, кој е тој логос? Логос не е абстрактен концепт, филозофски концепт за кој ние сега ќе разговараме и ќе мудруваме и ќе размислуваме што, како да го живееме животот. Логос, всушност, вечниот збор, преку кој е создадено се, заради кого постои се и преку кого обстојува се. Јас го сретнав тој логос. Вечниот збор стана еден како нас. Зборот стана тело. Без Божјата објава, секој наш заклучок во најдобра форма е половичен. Само тогаш кога Бог се објаснува, јас и ти доживуваме вистински аха момент. Моментот кога Господ се објавува во твојот живот, само тогаш имаш одговори на многу прашања кои си ги имал, суштински прашања. Само тогаш кога Бог се објавува, ние можеме во целост да разбереме што и зошто се случува и која е мојата цел овде на земјата. Јас пораснав во црква. На верата и на црквата пристапував многу рационално, морам да признам, онака информацијски пристапував. Ги знаев сите, тие што го знаете, Бат Доне, ако го знаете, тие што сте малце подолго од црквата, Бат Доне е толку составен дел од црквата во Македонија и толку долго дел е црква во Македонија, што децава не могу ни знаеа вистинското име. Бат Доне е струмички, Бато Доне со респект, а некои деца во последно време го викаат Чичко Бат Доне, затоа што не го знае човек. Како и да е. Бат Доне ми беше првиот учител по неделна школа, во тие библиски приказни, јас пораснав во тоа. Помеѓу трето и шесто оделение кога јас бев, со семејството живеевме во интернат, каде што живеа студентите по теологија. Моите родители студираат теологија и таму живеев и јас. И јас како дете ги слушав сите разговори и сите дебати кои ги имаа студентите по теологија. Тоа беше многу јако да се слуша како разговараат, што разговарат, ми беше многу интересно. Имаше таму студенти од речиси сите христијански позадини, ги имаше тие кои се подпира на филозофијата, ги имаше тие со дебелите книги кои се шетаа наоколу. Да, се подпира малце на разумот, разбирањето на теолошките концепти, тоа им беше најважно. Ги имаше и оние кои беа малку подуховни, имаше секакви таму. Тоа беа оние кои беа малку повозбудени и за молитвата и за некакви искуства да искусат во животот. Беа онака молитвеници. И тоа беа оние за кои се зафркавме дека никој од нас се уште не е на небото, ама тие подуховните, иако беа на земјата, беа барем 1 метар одлепени од земјата, лет да малце. Такви имаше. Јас многу од тоа не го разбирав во тој момент, но бев фасциниран од сите тие групи на студенти кои разговараа за сите тие различни работи. Секој петок во 20 часот имаше молитва за студентите. Јас бев детето кој уствари само иницијативно одев таму на молитва. Јас бев ги припремав песните за славење, слайдовите, ги вежбав песните пред вако. 9 години бев, 9-10 години. Ја им водев славење на студентите таму да пеат, да се молат и таму што ли се не гледав. Јас бев прв таму. Таму имаше молители од оние духовните и можев да видам се и се што. И бев изложен и некои филозофски концепти кои тогаш не ги разберав. Ги слушав како дете и ми беше многу убаво. Но дојде средно училиште, кога уствари почнав да ги поставам прашањата за мојот живот. Кај се наоѓам јас сега. И тој ред го чувствував детето дека јас сега сум одговорен за себе уствари. Посебно јас кога отидов на 14 години да живеам во друг град, моите родители беа во Стумица, јас во Штип, значи требаше јас да се снаѓам за храна, за не знам што ли све не, за на основните работи. И јас сватив дека сум одговорен за себе и уствари треба јас да одлучам за некои работи. Веќе не можам да се потпра на моите родители и како требало да биде и што треба да правам. Доаѓам во средно училиште и сваќам дека бев сув од внатре. Не знам дали сте се почувствувале суви од внатре, као да сте заригјани.
Знаете се тука, ама од внатре сте суви. Нешто не оди. Логички знам се, ги знам сите приказни, знам и многу теолошки концепти, барем толку колку што можев да разберам, но во мене имаше жет која не можев да ја наситам со ништо околу мене. Имав копнеш што не можев да разберам од каде доаѓа. И не сакам дека, иако јас сум во црква, јас морав, без разлика на тоа што јас пораснав во црква, јас лично морав да дојдам до средба со Бог. Затоа што верата не е наследна, нели? Може да наследам боја на очи, боја на коса. Ама вера не може да наследам. Има еден евангелизатор Луис Палао кој вика: Бог нема внуци, има само деца. Нема Бог внуци, само деца има. Служев во црква, секоја недела со славење, па дури од време на време и читав Библија, па дури во врска со бојата припадност немаше никакво прашање. Јас никогаш во животот не си го поставив прашањето дали Бог постои. Никогаш не го поставив тоа прашање. Значи мојата вера, да кажеме во суштина, никогаш не била размишljена. Океј, сум имал сомнежи како си секој нормален човек. Дали Бог постои? Бев лојален, бев многу лојален. Но повторно имаше жет во мене. Се воодушевав некои луѓе кои нагласно става на разумот, па некако се огледав на тие луѓе и сакав филозофски муабети, да го разберам онака тематски, теоретски да разберам што е христијанство, кој е Христос. И покрај се жетта остана. Бев жеден бев. Најтешко беше тоа што гледав како животот, како да го испуштам од раце. Она што за себе го имав како перцепција каков сум јас, она што знаев како треба да бидам, и она каков навистина јас бев, едноставно не се одветствува. Имаше толку различни слики за мене што јас не знам што да правам. И така терав додека навистина не повикав кон Бог. Некако разумски не очекував ништо. Бидејќи разумски тоа не е можно и логично, јас знаев веќе се. Барав нешто, но не може логички да разберам што треба да се случи. Јас копнеев по нешто што едноставно можам да го наречам само како средба. Копнеев по средба со Господ. И верувале или не, се дрзнав да ја молам и таа молитва. Читав во Библијата за Мојсе, како Мојсе му вика на Бог: сакам да те видам. И јас почнам да се молам со таа молитва. И ако може, Мојсе, можем и јас. Тоа е тоа. Сакав Господи средно. Копнеев по тој аха момент во животот, кој едноставно може да го примам само ако го отворам моето срце за Господ да се објави, за Господ да ми прозборува, за Господ да ме просветли, да го искусам она што Јован го дефинира како во него беше животот и животот им беше светлина на луѓето. Јас сакав да ја почувствам таа светлина од Господ. И гојот живот го почувствав внатре во себе, за вистински да бидеш изложен на вистинската светлина, каде твоите математики и било какви потреби нема да стојат веќе пред очи, туку ќе го бараш само него и тој ќе биде доволен. Таа светлина не барав. Во една стара христијанска песна, опеани се овие зборови на Јован, но во песната веќе има некако толкување на овие зборови. Рефренот на оваа песна гласи вака: изборот тело постана, Исус дојде меѓу нас, Божја светлост видовме, тој пат и вистина. Копнежот да се види Бог е одговорен токму во овие зборови. Зборот стана тело. Тоа беше Исус, Божјиот син кој дојде помеѓу нас. Тој ни ја објави Божјата светлина која стана извор на нашиот живот. И ние сега разбираме дека тој е единствениот пат. Тој е единствената вистина, тој е нашата единствена надеж, тој е исполнување на сите наши копнежи. Ова Јован го објавува во овие воедни зборови. Тој е светлина, во него беше животот и животот им беше светлина на луѓето. Кога веќе разбираме кој е тој, кој е зборот, за кого цела човечка историја трагаме, која е причината за ова постоење, сваќаме дека тоа е Логос, зборот Божи кој се отворил. Тогаш единственото прашање кое преостанува е прашањето на тоа: кој сум јас во светлото на тоа кој е тој?
Кој сум јас во светлото на тоа кој е тој? Кој сум јас во него? Ќе биде најважното прашање кој ќе биде поставено на тебе. Нема те прашат, еве со Хана кој учи математика, викам вака, злато, тоа мораш сега да го учиш, за 2 месеци ќе го заборавиш, ама сега мораш да го научиш. Многу од работите кои ги читаме сега, ќе ги заборавиме. Тоа што го учиме информацијски, ќе исчезне. Но едно од прашањата кои ќе останат, оние како building blocks questions, како да кажем, тие прашања кои се темелите, кои го изградуваат нашиот живот е: кој сум јас во тоа кој е тој? Одговорот се наоѓа повторно во овие зборови: светлината свети во темнината и темнината не ја опфати. Слушате ги овие зборови уште еднаш и слушнете го тонот кој Јован го остава да го разбереме. Светлината свети во темнината и темнината не ја опфати. Тоа открива една тензија, дека светлината свети каде? Не со другите светла. Свети во темнината. И темнината има намера да ја опфати, да ја задуши таа светлина. Но темнината нема да може да ја задуши таа светлина. Има една тензија, има една борба која Јован открива, но во исто време има и надеж дека таа светлина која свети никогаш нема да биде опфатена од темнината. Никогаш. Светлината за која копнееме, по која се надеваме, која сакаме да свети во нас, животот, Христовиот живот, кој станува светлина за луѓето, е светлина која ни една темнина, колку и да биде мрачна, колку и да биде тешка, колку и да биде силна, колку и да биде нападна, колку и да биде разочарувачка, колку и да биде напорна, нема да ја опфати таа светлина која свети во нас. Не заради нас, туку заради зборот кој стана тело, заради Севишниот, заради Семокниот Бог, чиј живот стана наша светлина. Ако некојаш се прашаш, што значи да биде Христов следбеник? Што значи да бидам христијанин? Што значи да бидам Божјо дете? Еве го одговорот. Светлината свети во темнината и темнината не ја опфати. Единствено Христовата светлина е изворот на нашиот живот. Самиот не си доволен, колку и да бидеш јак. Може би си исполнет сега со гордост. Обично ги слушам луѓето, јас никогаш тоа не сум го правил, јас секогаш тоа сум го правил. И тоа ми звучи како богатиот младич. Кога среќава Христос и му вика што да направам да наследам вечен живот, и му вика прави го тоа, и он вика јас секогаш сум го правил. Јас сум уствари супер човек. И кога Господ открива Исус дека тој не е баш супер човек, младечот знаете што прави? Се разочарува. Зошто? Затоа што не може да се надава на себе. Затоа се разочарува. Затоа што треба неговата надеж да ја положи во некој друг. Се разочарува. Не си доволен, самиот не си доволен. Христовата светлина е насушна потреба. Без Христовата светлина во твојот живот секојдневно, твојот христијански живот станува невозможен, не тежок, невозможен. Без Христовата светлина секојдневно да свети во твојот живот преку Божјиот збор, темнината ќе те совлада. Затоа што ти не си светлината. Христос е светлината. Ти си само тој канал преку кој Христовата светлина треба да свети. Божјата светлина во секојдневието, која не може темнината да ја опфати, не се наоѓа во сензационални нешта, туку во обичните дела кои Господ Исус ни ги има оставено на нас. Јас обично знам да кажам, најважните нешта за нашиот живот од Господ, Бог ги направил најлесни. Слушнете што ја определува вашата вечност. Кој поверува во мене, ќе се спаси. Исус вика не кој ќе отиде во Ерусалим 3 пати годишно, секоја година, да ги се викаш, бора, ја немам пари, значи готово, ја отидов во пеколот. Исус не кажува, треба да имаш докторат по ова и ова, за да се спасиш. Си кажеш, па добре, ја пак немам пари, пак треба да платиш за докторат и да учиш многу. Исус вика, кој поверува, ќе се спаси. Најважната работа, Бог ја прави наједноставна, најдостапна за нас. Како воздухот што го дишаме. Никој активно не размислува за воздухот, освен ти што сме во Скопје, што дишаме лош воздух.
Едноставно го дишаме. Она што е најважно, не се наоѓа во сензационални дела, туку во обичните дела кои Господ ги има оставил на нас. Читате ја проповедта на гората. Читате ги блаженствата и се чини дека најважните нешта по кои Господ не води во животот се најобичните нешта кои во себе го содржат потенцијалот за преобразба на целата вселена. Кротките, сиромашните по дух, оние кои плачат и миротворците се оние преку кои Господ одлучува да го промени целото создание. Ништо сензационално посебно кај тие луѓе. Нема во ниедна од тие групи ништо сензационално. Всушност толку се обични што се претопуваат во овој свет и никој не може ни да ги примети. Верували или не? Тоа е тајната на победата. Толку е обична, толку е секојдневна, што секој од нас го има искушението да ја презре и да ја премине како тотално неважна. Зарем вечниот Бог не дојде помеѓу нас како бебе? Обично од тоа не може. Исус не дојде со воени коли, не дојде со сензационални појави, не дојде со не знам што. Тој дојде како едно мало бебе. Пообично од тоа не може. Навидум, секојдневното неважно читање на Божиот збор, за кој често пати немаме време, и молитва. Искрената секојдневна посветеност да се молиш постојано за истите нешта и да ги читаш одново и одново да го читаш Божиот збор. Навидум тоа, тие дела на обичност. Навидум секојдневно неважните нешта, Божиот збор и молитвата. Делата на милосрдие и да го љубиш ближниот, да ја искажеш љубовта кон оние на кои им е потребна. Едноставното споделување на твојата животна приказна и што е тоа што Бог го направил во твојот живот, сведочење за другите за Бог. Недела са бајле. Обично неделно утро, кој ќе дојдеме тука заедно со верните, да го славиме Господ, да го слушаме Неговиот збор. Сите тие обични нешта, секојдневни нешта, го носат тој предвкус на небото. Често пати ги отсекуваме тие нешта. Мислам дека треба да сме тука за поважните работи. Поважни работи од секојдневните работи кои Господ нас ни ги оставил не постојат. Не постојат. Тие обични нешта, тие толку едноставни нешта, во себе го носат потенцијалот и силата да светат во темнината и темнината да не може да ги опфати. Тие обични нешта те претвораат во светлина која е заслепувачка за темнината. Тие обични нешта стануваат изворот на силата преку која Бог ќе го преобрази светот преку тебе. Тие обични нешта. Секојдневна послушност. Дури кога не го слушаш Божиот збор, дури кога мислиш дека Господ го затворил небото за тебе, дури тогаш кога мислиш дека не правиш никаква разлика, но ти си послушен секојдневно, се изложуваш на Божиот збор, пристапуваш во молитва, се надеваш на Господ. Дури тогаш кога небото изгледа затворено, но ти си послушен секојдневно. Тие нешта стануваат извор на невидена светлина. На светлина која темнината не може да ја опфати. Ти стануваш светило во овој свет, кој отсликува Божјата светлина. Во навидум обичните нешта. Таму се наоѓа радоста. Ирод живееше во дворецот кој Исус се роди. Ирод беше во дворецот. Но тој и целиот Ерусалим беа вознемирени. Беа растревожени. Исус се роди во штала, таму кај што се животните. Но тоа беше место на најголемата радост во вселената. Центарот на радоста во целото создание беше во таа штала. Толку силна радост имаше таму, во таа штала, што ангелски рои се појави на овчарите и ми ја навести таа голема радост. Голема радост ви најавува. Денес во градот Витлеем се роди Спасителот на светот. Не се родува на полатата, на сензации, на ништо.
едно мало дете се роди во таа штала. Тоа е природата на Божјото делување. Во обичните нешта, Господ преку тебе ќе го преобрази светот. Ден по ден. Да бидеме посветени. Да се молиме за крај. Да го бараме Божјото делување. Ќе ве замолам да станете. Татко наш небесен, ти благодариме за твојот дар. Ти благодариме, Господи Боже мој, за тоа што одново и одново не повикуваш, Господи, да те следиме во најобичните нешта, да го бараме твојот збор, да го бараме твоето присуство и да се радуваме на секоја дејствување од тебе, Господи, во нашите животи. Колку и незначено да изгледа тоа, Господи. Татко Боже, те молам, помогни да видиме силата на обичните нешта во нашиот живот, на секојдневните работи во кои ти не повикуваш. Помогни ни, Господи Боже, да видиме изложени на твојот збор и ништо да не одвои од твојот збор, Господи. Како што вели псалмистот, твојот збор е светилка на мојот пат. Со други зборови, не можам да одам никаде во животот ако твојот збор не го осветли патот пред мене. Господи, твојот збор е како поток кој за мене е како една свежа вода преку која се растам. Ме освежува. Затоа те молам, Господи Боже мој, нека престојуваме во твојот збор. Ти, вечен Боже, кој се објави преку тој збор, кој стана еден од нас. Се молам, Господи Боже мој, да едноставно се радуваме на обичните нешта кои ти ни ги даваш. Нека, Господи, преку тие нешта светиме силно за луѓето околу нас. Нека луѓето ја видат големата радост со која ти не овенчуваш, Господи Боже мој. Биди прославен се Христе преку се што правиме, преку се што ние сме. Твоето име нека биде прославено. Амен.